акција. Добро беше. Сите отвика дека не се вика, вика дека вика се вика вели. Шоу. Тинтери шоу. Чекай, що ти е, бре? Заедно, помогни ми! Ау, немoj, не кудиш, куцата! Извини. Дечки, дойдете Вероника за залив и за подан. Чекайте. Е, сега вака. Лина, ти ќе фатиш тука, Оливер, ти ќе фатиш тука, а јас ќе ја фатам тука. А тия? 3, 4. Чекай, стой. Лиля, кај ми била мастиката? Што? Благодарам што ја најде, сакав да фрлам во канта за ѓубре. Што мастика? Фала ти. Абе, сега ќе ја фрлам во канта за ѓубре. Мастика ли? Каква мастика? Со твојата плюканица на моето чело, маман, што прљави. Со плюканица. Чао. Пегај, да менеш. Тинтери шоу. Сте знаеле дека и расипаниот часовник го покажува точното време 2 пати во денот? Тогаш тој часовник не е расипан, а? Бананите се малку радиоактивни. Што? Кошумилку. Радиоактивни? Дали сте знаеле дека зимскиот студ е 2 пати посмртоносен од летната жега? Ох, све би дал, сега да е топло. Дали си болна? Не кашлаат само луѓето, туку и рибите. Не сум знаел тоа за рибите. Кинеската слива цвета дури во зима. Вау! Значи кинезите во зима може да јадат сливи. Дали сте знаеле дека зебрите не ја препознаваат портокаловата боја? Зебрите не ја препознаваат портокаловата боја. Зашто не ја препознаваат? Тинтери шоу. Ке закасаме на роден ден. Абе, не знам. Кај е тоа улица да ме Груевите? Кај да знам? Мора да е тука некаде. Чекай, еве зграда. Не. Извинете да ме... си отиде, бе. Овдека да не треба да се врти. Не, право е, така ми рекоа. Право до едно... Па не знам. До една сладкарница таму негде во близина беше. Абе... Леле, касне на роден ден. Дај види колку сат. Абе, чекај сега. Кај е таа улица да ме Груе? Кај да знам, па сега ја. Леле... едно девојче може да прашаме. Ајде. Здраво. Девојче, да не знаеш кај е улица да ме Груев? А трговскиот центар? Поштата, знаеш кај? А полициската станица знаеш кај е? Абе, реката Вардар. А камениот мост знаеш кај е? Пошта. Да, площада. Знаеш, значи не можеш сега тоа да не знаеш. Excuse me, I don't speak Macedonia. Do you know where the square is? Šta? Macedonian Square, the main square in Skopje. No thanks. You're welcome. Няма разбрав ништо што кажа.
Во зима е многу ладно, внимавајте. Прво нешто што замрзува на човечкото тело се прстите, носот и ушите. Затоа во зима облечете се добро. Дали сте знаеле дека некои луѓе се плашат од снег? Тој страв се нарекува чионофобија. Зашто би се плашеле од снег? Тој одма се топи. Првиот будилник кој бил направен, аларм, можел да звони само во 4 часот наутро. Баш не бил функционален тој будилник. Коските во нашето тело се 31% вода. Може да се каже дека ние сме водени. Во студија нашето тело се тресе и кожата се затегнува, со цел да ја задржи топлината на телото. Тоа ли било тресењето кога ни е ладно? Здраво, јас сум Тора Витковска. Здраво, јас сум Вероника Митревска. Без В. Вероника? Какво е тоа име? Јас не сум го слушнала до сега. Како? Вероника? Што? Што се случи? Внимание! Овие експерименти се вршат под стручен надзор на професионалци. Во нив се користени хемикалии кои може да му наштетат на човековото здравје. Користени се сите превентивни мерки за безбедност. Ве предупредуваме да не ги правите во домашни услови. Добар ден, драги гледачи. Денес ќе ви покажам еден интересен експеримент кој можете да го направите дома. Ви треба бакарен сулфат. Бакарен сулфат, исто познат како син камен, се продава во земјоделските аптеки. Тоа е всушност, сега ќе ја напишам формулата. ЦУ е за бакар, скратеницата хемиска. Тоа е СО4 на сулфурна киселина, киселинскиот остаток. Значи, бакарен, бидејќи бакар, сулфат. Ова е јонско соединение, што значи дека има јонска врска помеѓу овие два дела, како да речем. Металниот јон има позитивна, а киселинскиот остаток има негативен полнеж. Што значи дека кога ќе влезат во раствор, двата јона се одвојуваат. И што ќе направам јас тука всушност е ќе додадам на бакарен сулфат, ќе му додадам киселина, хлороводородна киселина. Ќе ви покажам сега. Тука е бакарниот сулфат. Еве едно парче. И што ќе му направам е се извинувам момент. Ќе исчистам после до режија и ова е обична вода, чешма, не е дестилирана. Како што можете да видите, водата добива синкаста боја, тоа е бидејќи бакарните јони обично имаат некаква синкаста или зеленкаста боја. Уште вода ќе додадам. Не пробувам сосема да ги растворам, само делумно. Сега солна киселина. Солна киселина е всушност најчесто се користи како име за разредена хлороводородна киселина. Милилитри. Што ќе сториме? Ето така, 140 и нешто. Бидејќи е разредена киселината солна, не е многу опасна, затоа вака
слободно со шишето мафтам, што би се рекол. И сега може да забележите промена на бојата. Да видите? Како што може би забележавте, има зелена боја. Тоа е поради формирањето на бакарен хлорид и така натаму и така натаму. Тоа е. Румен, ми должиш 1500 денари. Кај ги должам 1500? Тато, Румен нека ми даде 1500 денари. Не должам. Чекате како тоа должам, не должам. Што е работава? Ајде кажете ми како Лина, како ти должи 1500 денари Румен? Па еден ден Румен побара 1000 денари. Ја му дав 500, што значи 1500 денари. Тента е била ден за математика ли маса? Аман те бре, деца бре, аман. Дали сте знаеле дека една поларна мечка може да изеде дури 86 пингвини во еден оброк? Па нема да се прејаде од толку многу пингвини? Дали сте знаеле дека во 2011 година една жена купила невидлива слика за $10,000? Што? Невидлива слика купила? Па како ќе ја гледа? Времените слоници ги носат своите бебења 2 години во нив. Што? Стварно? Како стомак имате? Многу голем стомак. Дали сте знаеле
дека некои кокошки може да бидат полумашки, полуженски. Ова не сум го знаел. Благодарам. Дали сте знаеле дека највисоката торта е висока 33 метри? Тоа било голем роден ден, а? Дали знаете која е студена земја на светот? Тоа е Русија. А под неја се Канада, Исланд, Монголија и други. Па и ке нас е студено. Дали сте знали дека еден месар во Франција направил парфем со мирис на сланина? И сега не знам дали се јадат или се прс. Како тоа месар, а прави парфеми и плюс сланина. Услугата за колку е часот била најкористената услуга во светот. Да, порано можеше да се јавиш и да ти кажат колку е часот. Дали знаете дека Fortnite во еден месец стара најпопуларна игра во свет? Во еден месец е браво за Fortnite, значи браво. Не сакам да видам астронавт, винаги сакам да одам на Марс. А јас сакам многу да одам на Сатурн, бидејќи има многу убав прстен. А јас пак сакам да одам на Сонцето. Сонцето. На Сонцето? Па што? Па не можеш да стигнеш до Сонцето. Многу е жешко. Дечки, ама сте смотани. Па јас ке патувам ноќе. Знаеш каква елка имам? Каква е? Најака ми е. Онаа на площад гледаш каква е? Да. Е поголема е од таа ми е. Знаеш каква е? Не знаеш. А имаш ли црвени лампионите? Да, имам. Имаш ли бордо црвени? Имам. Браво! Знаеш каква елка имам? Каква? Све имам. Имам лампиони што се во боја. Црвени, розови, бели, сини, смешковци. Дори поубава твоја. А светки имаш? Имам. Во каква боја? Во секаква. Како во секаква? Така. Знаеш каква елка имам? Каква? Значи многу е голема. Па и мојата е голема. Полна е со лампиони. И мојата е полна со лампиони. Мојата е по така... Со сите бои различни е. А зашто се фалиш и мојата е голема? Па ќе се фалам. Бидејќи е најубава мојата. Мојата е голема. Не мојата е побава. Не мојата. А ти имаш златни лампиони? Ја. Мојата елка е најубава од Скопје и поширок. Ајде, ученици, одмор. Кој сакамо да деца? Абе, најубава ми елката, значи најубава. Морам да го поклонат на Нино. Ова е поклонот на Нино. Саки го там на автобус. Ученици, ајде, секој сега, ајде Нина подели ги подароците. А каде е твојот подарок? Тука си го остави. Па никој не може да ти го земе. Па како не е можно? Па кој остана тогаш последен во училницата? Па кали? Дечки, морам да ви кажам нешто. Ја сакав да ја возразам на Нина и погрешка наместо нејзиниот подарок сум го земал на Давид. Па ништо, тогаш ти дај му го твојот подарок на Давид, поради тоа што тој нема подарок. Повеле се еден. Фала. Просто на те. Во креативниот центар Тинтири Минтири неодамна се одржа надпревар за најдобар монолог. На надпреварот се пријавија 72 учесници на возраст од 5 до 18 години. И оваа епизода, чест ми е да ви го представам еден од победничките монолози, монологот на Искра Ѓоргиевска. Дечки, чекајте ме, молам. Застанете малку. Ве стигнав, добро е. Знаете што? Наставничката ме викна во канцеларијата на директорката. Знаете што значи тоа? Па се разбира дека знаете. Се разбира дека ќе зборуваат за мојот фустан. Колку чинел, од каде сум го купила.
И сигурно ќе им треба некое бројче поголемо затоа што они се многу повисоки од мене и малку по дебели. И сигурно ќе ме прашаат за чевлите, колку пари чинеле и од каде сум ги купила, па се разбира дека многу се убави и затоа, да. И фризурата се разбира кој ми ја направил. И се разбира кој може да ја направи, бабите се за тоа. И за оценките дека на полугодие завршив со сите 5 и сигурно за тоа ќе ме фалат, ќе бидам најдобра во генерација. Супер. Наставничката ме вика да одам јас погас. Повелете? Тоа. Бурек со месо или бурек со сирење? Пари? Немате. Јас имам, ќе ви позајмам. Се надевам дека ќе стигнат 100 денари. Добро. Може да одам, нели? Пријатно. Акција! Важна информација до сите гледачи. Филмското училиште Тинтири Минтири врши уписи на нови членови. Повеќе информации на веб страната tintirimintiri.mk и телефонскиот број 078 302 161. Тинтири Минтири шоу! Tintiri mintiri tintiri mintiri tintiri mintiri tintiri mintiri tintiri mintiri tintiri mintiri Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу! Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири Минтири шоу! Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу! Иде и камера исто така. Акција! Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири Минтири, Тинтири